Почитувани гледачи, наш гост на програмата на ТВ канал ТВИС е господинот Иван Котев, познат и признат струмички, македонски, балкански фолклорист. Господин Котев, добър ден и добре дојдовте во нашава емисија. Добър ден, добро ве најдов и поздрав до сите гледачи на ТВ канал ВИС. Кога господинот Котев е гостин на нашата програма, тогаш секогаш зборуваме за некаков повод. Имаме повод за ваков разговор, а поводи има многу кога е во прашање Иван Котев. Деновиве Иван Котев заедно со Сузана Мицева и со доктор Ана Витанова-Рингачева се вратија од еден значаен симпозиум од Србија, од градот Тршич, каде што е роден Вук Стефановиќ Караџич. Господин Котев, беше тоа некаква меѓународна конференција на тема современа српска фолклористика, 12-ти поред симпозиум или конференција. Од 2010 го организира, тој е секоја година се организира и во главно во Тршич. Во Тршич? Во Тршич. Иначе кога има повод, може и во некој друг град, например во Крушевац е организиран 2013 по повод годишнина од битката на Косово. Така. И во Ниш еднаш има организирано и во едно друго место. Иначе седишто просто на овој симпозиум е во Тршич, родното место на Вук Караџич. Зборуваме за родно место, село или град, што е? Тоа е селце. Така. Ама зачувано како што е било пред 200 години. Така. Етно село, таму кога се, сега да почнеме веќе од селото, кога почнуваме, кога се гради без одобрение на Министерството за култура, не на урбанизмот само. Не смее да се гради, ако се гради, ќе се гради од даски, од дрвен материјал. Углавно не смее да има жица, шајс апарат не смее да се види таму. И по патот кој што оде до куќите на Вук Караџич не смеат да се движат коли, не па камиони. Значи се тоа се чува, прогласено како национално богатство, национален парк и тоа е многу заштитено со закон, така? Да, заштитено со закон. И тоа се строго почитува. Така. Со какви импресии се враќате од таму? Па се враќаме со одлични импресии, бевме многу добро пречекани, бевме добро третирани, како значи рамни на нив, нели што смеаме ги тоа, тие беа толку добри што ни даваа предност во секој поглед. Така. Иако темата на симпозиумот е современата српска фолклористика, станувало збор таму и за балканската фолклористика. Па и светска фолклористика. Така. Јас како долгогодишен учесник на овие симпозиуми, на кои што секој пат се учествували научници од Србија, например симпозиум во Охрид, Конгреса на фолклористите на Југославија се одржува најизменично во секоја република секоја година, па во Македонија има одржано 3-4 конгреса во тај контекст. Секој пат имало и српски, и словенички, и хрватски фолклористи, така да во тоа време имаше една просто канализирана узаконета соработка меѓу фолклористите на Југославија. Така. И јас седов тема соработката, форми на соработка меѓу фолклористите на Србија и на Македонија. Така. Практично темата ви беше готова, бидејќи искуство од таква соработка има многу, нели? Консултирав едно, да речеме, 5000 страни материјал, може дури да ги намам по име и презме сите учесници, која тема, од прилика страшна на темата, така да мојот реферат предизвика внимание, оти до сега друг на таа тема воопште нема работен. Добро. Кога зборуваме на таа тема, каква беше таа соработка помеѓу македонските и српските фолклористи? Па соработката социолошки гледано е збир на луѓе со исти идеи, со исти намери и со иста цел. Да се работа што е започната да биде поквалитетна преку соработка. Соработата може да биде индивидуална, групна, во рамките на државата, меѓудржавна, воена, политичка и секаква. Меѓутоа ние се ограничивме на
фолклористичката соработка меѓу Србија, меѓу научниците на Србија и научниците на Македонија, бидејќи оваа соработка беше донесена во вид на статут на Сојузот на фолклористите на ФНР Југославија, првата, Федеративна република Народна Југославија, така? На 28 август 1952 година баш на Богоројца, кога се во член 2 од правилата на Сдруженијето на фолклористите е кажано дека фолклористите од сите републики мора да се здружат за да разгледуваат заеднички теми, да се работат на нив да разменуваат мислења, да менат мислења, ако треба стручњаци, луѓе, книги, списања и така натаму, со цел да се напреде фолклористика како битен елемент като битен белег на секој народ, на секоја нација во Југославија. Имате ли некакви сознанија с оглед на тоа дека бевте на една убава манифестација, престижна конференција, ако можам така да кажам, каква е состојбата со фолклористиката во Србија во споредба со она кај нас? Можам да кажам дека и ние одржуваме секоја втора година во Македонија симпозиум што беше во Охридно време, сега се одржува во други градови, како ќе се снајдат оти во прашни се и средства. Може да кажам дека за сега нема некоја голема разлика. Сега они што имат поголема бројност, поголем фонд на средства, повеќе институции, тоа е друго. Углавно ние како Македонија за сега мислам дека одиме во чекор, барем со Србија, со другите не може да кажам бидејќи не сум бил во Хрватска или во Словенија. Така. Но еве, кога сме веќе кај учеството на фолклористите на оваа конференција која се одржа во Тршич, од колку земји или од кои земји имаше фолклористи на овој симпозиум? На оваа конференција имаше застапено од сите балкански држави. Дури надвор од тоа? Од сите, од Хрватска, од Словенија, од Црна Гора, од Македонија, што бевме. Од Бугарија? Да, од Бугарија, од Полска, од Чехословачка. Значи и надвор од Балканот? Да, и надвор од Балканот. Од Украина имаше, од Русија. Така. Значи, тоа беше меѓународен еден симпозиум, меѓународна конференција, на која што се изнесеа, да не кажам повеќе, ама сигурно преку 70 реферати. Бевме поделени после во секции, оти не можеме да свршиме ни за 10 дена, ако сите заедно бевме. Така да една богата лепеза од теми. Дури имаше 2 теми за ковидот, да речеме, и фолклорот. Сакам да кажам дека фолклорот ги следи случувањата во општеството, во Србија, па и надвор од Србија, во светот, така да фолклорот е буден регистратор на сите настани што се случуваат во светот. И самите рековте пред да влеземе во студиото, фолклорот наоѓа свое место во разни теми. Од секаде можете да извлечете нешто што е во полза на фолклористиката, нели? Не, беше збор за Струмица, земја и народ, книгата. Тука фолклористот ќе најде фолклорни елементи, социолого односно во општеството, историчарот, историскиот дел. Значи во секоја книга, ако сакате, има едномислен дека и во поговорките можат да учат од поговорките и правниците, и судиите, и војните личности, и државниците, ако правилно ги читат. Значи, која ја спомнавте оваа книга Струмица, народ и земја. Да. Автор е Александр Андриевич, ако не се лажам, станува збор за србин кој живеел и работел во Струмица, а за него веќе имавте свој настап на еден симпозиум во Битола. Се сеќавам на тоа и правевме специјална емисија за тоа. Правевме. И да ви кажем, оваа книга е објавена 1921 година во Ниш, уствари 23-та, а он бил тука председател на областниот суд во Струмица. Не бил многу време, ама бил човек со еден голем интелект, со мог да запазува, тој ги убаво гледал работите и он меѓу првите, ако не и прв, го открил талентот на Антон Панов. Така. Бидејќи тој позајмувал книги на некој што сакал да чита, вика најчест ми беше гост
Антон Панович, он вика, во српско. Вика, тај чита све, и Сенкиевич, и Толстој, чак и наш граждански закон ќе прочитал. Така. Браво. Цитирам го, значи. Така. И вика, од тоа дете ќе биде нешто. И еве, стварно, нашиот прв драматург, да речеме, татко на македонската драма, е Антон Панов. Што и овој човек успеал да проникне во неговиот интелект и во неговата. Така. Велите дека вашиот реферат, вашиот настап предизвикал голем интерес. Какви беа одгласите, да кажем, од присутните? Јас на симпозиуму имаше плодна дискусија, дури некој предлага и да додадам нешто за некои фолклористи кои пишувале за македонскиот фолклор, ќе кажам после кој е фолклорист. Така да, ако јас тоа го направам, се они што рекува, тоа нема да е реферат, треба една книга да напишам за таа соработка. Иначе станава збор за Илија Николич, професор од Белград, доктор на науки, кој што бил просто залюбен во македонскиот фолклор. Тој открил во етнографската збирка на музејот во Белград 3120 македонски народни песни и има направено каталог со почетните стихови на сите песни. Од тие 3120 песни, 10 песни издвоил за песни со тематика Билјана Платно Бележ. Така. Значи, еден од првите после Харалампе Полинаковиќ, кој започнал да се бави со проблем на Билјана, они најделе по 10 песни, а еве јас сега го зафатив тој проблем и веќе имам низ разни книги, зборници објавено, собра 36 песни на тема Билјана Платно Бележ. Еве идеја за нова книга. Апсолутно. Може и тоа да се случи, бидејќи не е во сите песни Билјана, негде е Милјана, негде е Смилјана, негде дури Драгана, значи има разни имиња, углавно ова е мотиво. Беле платно, доаѓаат трговци и со тие зборови, не ми ga кротко терајте карванот, и така натаму. Да не ми платно сгазите. Да не оти даровно за секој се крва, за деверија трва и така натаму. Супер. А тоа е сон на секоја девојка, платното да направи дарови за своите идни, на мажови со татко, мајка и така. Така, за свекоровци, за свекервата. Добро. Имавте чест токму вие да го отворите работниот дел од оваа конференција или симпозиум. Што тоа за вас значи? Тоа не може да биде случајно. Не, апсолутно не е случајно. Апсолутно не е случајно. Мојот реферат на еден начин беше носечки. И видеа, секој од нас даде своја биографија, кога конкуриравме за да бидеме дел од оваа конференција. Така да они многу убаво знаеја кој е Котев или кој е Ана Витанова Рингаше или Сузана Мица. Така, одлично. И не е случајно ништо. Апсолутно. Кога сме веќе тука, а ги спомнавте од гласите и пофалбите кои сте ги имале од присутните на оваа конференција или симпозиум, еден од нив кој ми го кажавте пред да влеземе во студиото е тоа дека некој од присутните, а имало многу стручни луѓе, па дури членови на академци, нели? Од Српската академија на науките и уметностите имало луѓе. Сите работат во рамките на Српската академија на науките. Така. Имало и некаков предлог, па вие заслужувате еден симпозиум, цел симпозиум да биде на вас посветен, така? Тоа е искажено во кулуарите, меѓутоа и тоа не е случајно кажано. Па ќе видим как се одвиват работа во таа смисла, не би сакал да спекулирам. Углавно луѓето со тоа дадоа на знаење, дадоа сигнал дека соработката треба да продолжи и е драгоценна и е корисна. Значи ние не сме биле таму обични гости, туку сме дале голем прилог за оваа конференција. Апсолутно. Го спомнавме Вук Караджич, значено име. Предпоставувам на младите гледачи и не им е многу познато ова име. Малку збор, два, колку е значењето на Вук Караджич за Србија и србите? Е татко на српската азбука, татко за српскиот правопис и има огромно значење за српската култура. Они 68 година
славија 200 години од објавување на зборнико, мислам на речнико на Вук Караджик. Тоа е еден голем речник што го напишал на релативно млади години. Јас се просто дивам на неговата интелигенција, како многу го познавал германскиот јазик, така да зборовите се дополнуват и се објаснуваат на германски јазик. Браво. И не само тоа што го спомнавте, туку и самиот тој бил фолклорист. Ајде зборува за тоа, значајно е тоа и за Македонија, бидејќи... Еден од најголемите фолклористи во светски рамки. Така. Значи, еден човек недостижен, што собрал толку многу материјал, не само фолклорен, етнографски, историски, па тој има пишувано тајна историја за Србија за време Милош Обреновиќ. Па постојано бил под присмотр на полицијата и дури имал закана дека ќе го ликвидират, ама имал си во Белград имал чамец и право бегал во Земун, а Земун бил во Австрија и тука ќе се скрие, кога ќе се сменат приликите, пак ќе се врати во Србија. Има издадено огромен број народни песни, приказни, поговорки, гатанки, значи еден голем човек. И што е важно за нас, тој има запишан, тој е првиот запишувач на македонски народни песни. Именно, бидејќи рековме дека тој повеќе се движел во Австрија, отколку што бил во Србија, таму дури и работел. Тоа е Австро-Унгарија, нели? Да, Австро-Унгарија. Во Виена сретнал некои трговци од Разлог, пиринскиот дел на Македонија, и запишал 3 песни. Една од тие песни е Не рани рано за вода дос белолика. За некоја девојка се пее љубовна песна. Значи, тоа е 1813, а 1825 запишал уште 25 песни и сите ги објавил во еден додаток на неговиот речник. Значи, тие се објавени точно така како што се пеени. Значи, бил многу совесен запишувач, може би овие што се му кажували песни да ги враќал по 10 пати со рака. Он имал специјална мастилница, а бил и имал проблем со ногата и кривел, ама туку било се мастилницата и предршката и само ќе бркнем предршката и со мастило запишувал. Се што му е напишано со мастило. Браво. Еве, многу убав податок околу значењето за Вук Стефановиќ Караджич како значајно име, не само за србите, туку и за целиот Балкан, па и пошироко, особено и за нас, нели? Многу значајен и за лингвистиката. Така. Има едно златно правило. Пишувај како што зборуваш, а читај како што е напишано. Тоа е основа на фонетскиот правопис. Што го прифатиме и ние, и други држави што го прифатиме. Сака да го прифате и Кина, да речеме. Ама кога си направиле сметка, они треба да има 100.000 работници, научници, што ќе ги преведат книгите од сегашниот јазик на тај што треба да биде. Виделе тоа не се исплаќа, и не е можно и продолжуваат. Иначе, ова правило златно, секој паметен човек го прифати и го еве кај нас на ист принцип е азбуката. Значи, ние пишуваме како што зборуваме, а читаме како што е напишано. Така. Тоа е познат. По тоа е познат. По тоа е многу познат. Така. Просто ние кои живеевме во поранешна Југославија го знаеме Вук Караджич токму по тоа. Добро. Како што веќе реков, освен Иван Котев, на оваа конференција настапија и Сузана Мицева и доктор Ана Витанова Рингачева, како протече нивниот настап, со што тие, иако јас се договорив, ке направам разговори со нив двете, за нивните импресии, за нивното учество на таа конференција, сепак, вашето мислење. Еве, јас ќе кажам дека Сузана Мицева настапи со реферат Иван Котев, мост меѓу српската и македонската фолклористика. Така. Со предавањето беше илустрирано со документарен филм. Значи, и тоа навистина предизвика голем интерес. Дури беше ми незгодно сите се врат кај мен да ме видат дали сум така. Така. Може би се давали автограми таму, да? До тоа не дојде. Ама во секој случај, значи, тие ме представија најдобро можно светло, така? Едно поголемо, повисоко ниво, на еден начин и во Полска, веќе и во Чешка, бидејќи тие само се снима
и значи веќе се шире фолклористичката мисла од Струмици од Македонија низ свет. Супер. Значи Сузана беше одлична, со што настапи Ана? Ана Витанова Рингачева настапи со еротската песна во функција на обредо, значи обредната еротска поезија во делото на Вук Караджик и на Иван Котев. Тука е Црвени бан, и играле мојм по месечина. Така, супер. И на вистина нејниот реферат исто предизвика ептен голем интерес. Врвни научници, имаше еден Раденковиќ, Љубинко, кој што е голем познавач на фолклор, јас го знам него уште од Охрид, заедно одеме на симпозиуми. Тој се изнесе многу позитивно. И за другите, ама оти тамо на него блиска тема, и други исто дискутираат, дури предлагаат што да се дополни, како што има на секој таков скуп, така да може да кажам дека и трите реферата наши беа одлично примени. И сакам да кажам само. Да, повелете. Јас сакам да кажам дека треба да се потенцира Илија Николич. Добро. Кој што за човекот кој го спомнавте пред малку, добро. За Билјана платно белеше, даде драгоцен придонес. Тој човек состави цела книга, јас имам книгата, од песни кои се чуваат во етнографскиот музеј во Белград. Со тоа што ги набележува првите два стиха, и веќе некој што ја знае песната може да се потсети на неа. И сакам да го потенцирам Душан Неделковиќ. Доктор Душан Неделковиќ бил професор по филозофија на факултетот во Скопје, дури еден од основачите на факултетот во Скопје во меѓувојниот период. Таму 23-24 година, нема држи за збор. Меѓу двете светски војни. И одличен пријател на Кочо Рацин. Браво. Со него заедно лежеле во Сремска Митровица. Бидејќи со Неделковиќ бех јас во неговиот кабинет во Белград, правихме мобет цели 2 сата. Тогава уште бех многу млад, вика, подсетуваше на Рацина. И кажуваше ми он некој лош джандар, често го тепал. Кочо Рацин, и Неделковиќ затворник и Кочо затворник. И кажал му Неделковиќ, знаш ли бре ти кога биеш? Па тај човек треба да го држите на раце, не да го тепате. Значи, голема љубов према Кочо Рацин, и тој напиша книга за Кочо Рацин. Во ракопис е преведена во Скопје, дали култура, дали наша книга, не знам кој ја издаде. И јас имах таа книга, во една лично се дадов на услуга, верувам дека ќе се ја повратам. И сакам да кажам дека Душан Неделковиќ е прв кој што го истражува фолклорот во Македонија, солидно истражување во Берово за малешевскиот фолклор, конкретно малешевскиот епос. И за тоа има издадено, печатено 2 големи студии по 45-50 страни на изворима македонски епике и Крали Марко во малешевскиот фолклор. Значи, тоа се историски работи од кои што треба секој фолклорист кој ќе пишува за епиката да ги има во вид овие стадии. Така. Можеме вака надолго и на широко, но чинам дека добивме некаква слика за одржувањето на конференцијата Современа српска фолклористика, 12-то издање на овој симпозиум. Но за да биде комплетна сликата, веќе, како што реков, и да добиеме некаква поголеми сознанија за ова конференција, ќе направиме разговори со Сузана Мицева и со доктор Ана Витанова Рингачева. Она што ме интересира за самиот крај на овој наш разговор, на што во моментов работи Иван Котев? Па моментално работам на реферат за симпозиум на фолклористите на Македонија. Така. Интеракцијата меѓу собирачот и меѓу информаторот. Потоа работам на книгата за Робово, што треба да промовираме на промовираме. Добро. И уште еден друг реферат за
Институтот за македонски јазик, тоа е со парамелошка, значи од поговорките, поговорки со мотив Господ Светци и Греф Прошка. Така, супер. Тие три работам и сега нема време за друго да дише човек, да така кажа. Добро, се надевам дека она прва што ќе биде готова ќе биде наскоро и промовирана, нели? Да. Добро, господине Котев, ви благодарам. Прво честитки за успешното учество на конференцијата Современа српска фолклористика, па и балканска фолклористика, која се одржа во Тршиц. Ви посакувам да сте ми здрави и живи и да се гледаме по повод други убави нешта кои ќе ви се случат во кариерата. Јас благодарам на желбите. Така. Фала многу. Благодарам на тоа што има можност, нашите достигања, сознание, да ги кажеме и на нашите сограѓани и на тие што не слушат, не само тука, туку и надвор од нашата општина, и да ги поздравам, да им посакам убав ден и на вас исто убав ден ви посакам. Благодарам, господине Котев. Одиме понатаму со емисијава.